Иако има кариера од речиси 2 децении, Елена Ристевска досега не научила како треба да се однесува со медиумите, бидејќи како јавна личност треба да е подготвена за изјава во секое време. Сепак по сите драми кои ги доживеавме со Елена, очигледно пеачката делумно ја научи лекцијата. Нашата драга пријателка ја сретнавме на концерт на Џибони и за среќа на нашиот тим овој пат никој не беше нападнат, а ние повторно се обидовме да поразговараме со пеачката. Елена на концертот беше со своите пријателки, но она што не изненади е зошто звезда како Елена Ристевска седи во партер, а не во VIP ложата, како што и доликува на една звезда. Добро вечер, ќе може една изјава? Елена? Ќе може за Џибонија? Приватно си на концерт? Зошто звезда како Елена Ристевска не е во VIP? Добро, која ти е барем омилена песна од Џибони, кажи ми? Бидејќи Елена остана воздржана на нашето прашање, решивме да дознаеме колку чинат картите за овој концерт, па тамо да го најдеме одговорат. Лезниците за партер чинеа 700 денари, додека за VIP 2000 денари. Пеачката заштедила 1300 денари доколку ги купила билетите, но ништо чудно Ристевска да влегла со гратиси. Пред некое време констатиравме дека Елена нема настапи ни за лек, па горе наведената ситуација е очекувана. И само за подсетување. Пред неколку недели екипата на Ексклузив, поточно новинарот Зоран Василевски и снимателот, беа физички нападнати од менаџерката на Елена Ристевска. Елеонора Неделковска го нападна нашиот тим пред еден скопски ресторан, додека тие си ја вршеа својата работа. Сепак овој пат ни е драго, бидејќи и менаџерката си ја научила лекцијата, па никој не беше нападнат на концертот на Џибони.